Ако текстилната индустрија има ниска додадена вредност, зошто тогаш некои од работодавачите имаат хотели, ресторани и вили во странски држави? Ова е едно од прашањата кои ги постави претседателката на Гласен текстилец Кристина Ампева во интервјуто за порталот Работник. Работодавачи велат дека прекршувањето на работничките права некогаш сега им се вратило како бумеранг. Како гледате на ова? Странските инвестиции повеќе ги почитуваат законите и правата на работниците, ка 15 годишен одмор, минат труд преку време на работа, а многу од домашните компании не ги почитуваат, па затоа не уживаат добра репутација. Ако само се кука по телевизиите од страна на работодавачите, тоа не е воопшто добро. Има брендови кои што сакаат да бидат тука и би платиле дефинитивно и повеќе, бидејќи нема да мора да ја носат и порачуваат работата од Кина или Индија. Во Македонија им е подобро, бидејќи и во соседните држави има текстилна индустрија, но ние не можеме да одговориме на нивните потреби. Работодавачите велат дека текстилната индустрија прави помалку профит. Да, ниска е додадената вредност, но еве нека ми објаснат како тоа работодавачите од Штипи регионот изградија хотели и ресторани, имаат еден куп вили надвор од државата. Тоа што имаме лон производство е нивна вина. И сега што? Се покачи минималната плата и сега ќе се вадиме со тоа дека немаме продуктивност. А каква продуктивност сакаме да имаме кога на работниците не им даваме соодветно годишен одмор и даваме по 4-5 дена годишен одмор? Колку се прекршуваат работничките права денес, кога работници има се помалку? Оние кои што најгласно се жалат дека немаат работници и дека нема додадена вредност, дека шиеме лом производство и дека државата треба да помогне или дека требаат работници и потребен е увоз на работна сила. Тие се оние кои што не ги почитуваат работничките права. Оние кои работат законски, кои што се трудат и кои се вистински работодавачи, никогаш нема да ги видите на телевизија да речат тешко е. Вели меѓу другото Кристина Ампева во интервјуто за порталот Работник.